Здраво да бидете во уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за C4 растенија, значи за C4 растенија, кога се растенија кои ги спомнав уште на почеток, кога зборавме за темната фаза, и да видиме што е поентата со нив. Така, значи на почеток кога откриле фотосинтезата, Калвинов циклус, секоја разработиле тоа, откриле понатаму дека не сите растенија работат на истиот начин. Нели кога објаснував тоа како всушност откриле како се создаваат соединенијата поред со користење на изотопот на јаглерод C14, откриле дека кај некои растенија првото соединение кое се создава не било 3-фосфоглицеринска киселина, него всушност биле 4 јаглеродни, значи 4C киселини, органски киселини. Тоа била оксалацетатна, аспарагинска и јаболка, односно малат. Значи нешто не било во ред. Првото соединение кое се правило не било изградено, значи од 3 C атоми, него првото соединение кое се создавало било изградено од 4 C атоми. И затоа се наречени C4 растенија, бидејќи содржат 4 C атоми првото соединение, а овие другите содржаше 3, така 3 фосфоглицеринска киселина. И ова се среќава кај голем број растенија, ќе видиме како работи, но сега само ги спомнеме, начисто биле некои растенија кои биле со тропско потекло, од Поалес и Ципералес редовите, но и кај дикотилните растенија, нели, од редовите Астералес, Илфорбиалес, Герминалес, Кариофилалес и други, но посебно немало некоја си група каде што сите растенија од тој тип, бидејќи таксономски биле сосема различни растенија, најчесто кај што се наоѓале, значи не било само растенијата кои се од еден ред или од одредена фамилија се C4 растенија. Не, значи сосема биле раштркани насекаде, така од различни делови на светот, од различни тропски краеви. Но всушност потаму се сфатило дека всушност се еволуирале од еден исти зачеток овие растенија. Мислам имале исти предок овие растенија кои еволуирале да го користат овој C4 систем на фотосинтеза. Односно, C4 всушност се базира само на фиксацијата на јаглерод, првичната, зашто понатаму е иста. Калвиновиот циклус е ист, само почетокот е различен и ќе видиме како тоа всушност изгледа. Но пред тоа да го видиме, треба пред да разгледаме малце морфолошката структура на листовите, односно анатомските и цитолошките особини на C4 растенија. Значи првично да разгледаме како изгледа еден лист на напречен пресек кај C3 растенија. Така имаме еден лист и ако го пресечеме дека напречен пресек, ќе добиеме горе само ова целото е мезофил, но ќе добиеме палисадно ткиво. Така. Вака. И доле имаме како сунгересто ткиво, вака ќе го направиме, имаме крипти, кај што има стоми. Горе имаме епидермис, доле имаме епидермис, добро, има и други карактеристики, но важното е ова и плюс дека има спроводно снопче. И ова спроводно снопче е обкружено од мезофилните клетки, односно поточно од палисаното ткиво. Така. И вака изгледат листовите, значи кај C3 растенијата. И овдека нормално се наоѓаат најголем дел од хлоропластите, бидејќи ова е горната страна на листот, и нели тука удира светлина и си се одвива процесот на фотосинтеза. И поентата е дека хлоропластите се исти кај сите овие клетки. Така. Сега, да видиме како е изградено кај C4 растенија. Значи ова беше кај C3, сега ќе видиме како е кај C4. Најголем дел од работија се исти, значи си има голе кутикула, си има епидермис и го имаме сега мезофилот на листот. Сега, горе исто имаме палисадно ткиво од мезофилот, така. Имаме клетки. Но, интересно е дека околу спроводното снопче, така овдека го имаме спроводното снопче, исто имаме едни клетки кои ќе направам со посветла боја, така и овие нормално се клетки мезофилот, но се поразлични и се наречени кранз клетки. Значи, КРАНЗ, што всушност на германски значи венец. А самата обвивка се нарекува сара. И некоја се нарекуваат сарини клетки. Сега, овие клетки, значи со светло-зелено, клетките на сарата, односно кранц клетките, со другите клетки од палисаното ткиво во мезофилот, се поврзани помеѓу себе со плазмодезми, односно тие сите се поврзани со плазмодезми, но сакам да кажам комуницираат едни помеѓу други. Значи тие не се само раздалечени, едноставно се раздалечени во однос на овие се наоѓаат горе до површината, овие се наоѓаат подлабоко, кранц клетките. Сега, интересното е што во овие клетки исто има хлоропласти,
но овие хлоропласти се мали хлоропласти. Сега добро не ги нацртав баш мали, но овие се значи мали хлоропласти. Ќе напишам мали. А тие хлоропласти кои се наоѓаат во кранц клетките, ќе напишеме дека се големи. Сега, Калвиновиот циклус, кој ќе обележиме со CC, Калвиновиот циклус се одвива во хлоропластите, односно во клетките на кранц, односно клетките на сарата. Овдека не се одвива Калвиновиот циклус. Зошто е тоа така? Зошто, односно, може да се одвива Калвиновиот циклус не до толку, значи нема до толку интензивен Калвинов циклус, но сега ќе видиме зошто тоа е така, бидејќи во кранц клетките се наоѓа ензимот кој е потребен за одвивање на Калвиновиот циклус, а тоа беше рубиско. Рубиско ензимот. Додека во клетките кои се од горното палисаното ткиво има пеп ензим, ама нема рубиско. Ако нема рубиско, немаме фиксација на CO2 со рибулозо 1,5 бифосфат и немаме правење на 3 фосфоглицеринска киселина и преди тоа немаме правење на вртање на Калвиновиот циклус. Сега некој ќе рече зошто овие гори имаат пеп, а немаат рубиско, што им е проблемот? Едноставно ова е еволутивна причина за да се избегне фотореспирација. Веќе фотореспирација, иако може самото растение да потигне, таа може да се случи спонтано, така. Значи, ева, ќе направиме дека имаме еден лист, така имаме еден лист, и сега имаме дека клетки. Нормално има дека крипти, ќе направиме тука дека има една стома кај што влегува воздухот. И сега кога влегува воздухот, влегува и кислород, влегува и CO2, влегуваат и други гасови. И сега внатре во овие клетки, така го имавме рубиско ензимот. Внатре хлоропластите, не е битно сега тоа, но вака. Рубиско ензимот, кој нели имаше карбоксидазна или оксидазна активност, затоа е CiO стои. И сега тој најчесто се врзува нели со CO2, така CO2, и си се вржи редукцијскиот циклус. Така, редукцијскиот Калвинов циклус. Но понекогаш, или ако самото растение го потекне, ензимот може да се врзе со кислород и да имаме фотореспирација. Така, тоа што го зборевме во претходното видео. Значи можеме да имаме фотореспирација. Ама кога имавме фотореспирација, не правевме шекер. Мислам, правевме шекер, ама не правевме нов материјал. Значи не донесувавме нов материјал во растението. Едноставно конвертиравме од едно во друго, ама не создававме ништо ново. Немаше долив на јаглеродни атоми, него губевме јаглерод, така губевме обврскана во форма на CO2. Поради тоа, фотореспирацијата не е поволна за растението и пробува да ја избегне колку толку. И сега како всушност ја избегнуваат овие C4 растенија? Значи, ако повторно го нацртаме дека мезофилот на листот од овие C4 растенија, да речеме дека клетките на сарата, така тие кранц клетки, се наоѓаат овдека некаде повнатре, така дека горе се наоѓаат овие првичните клетки од палисаното ткиво. Сега, овие првични клетки рековме како го содржат ензимот пеп, а овие кранц клетки го содржат рубиско. Сега, овој пеп ензим, интересно е дека нема таа мана како мана у наводници, како рубиско, со тоа што може да врзе само CO2. Значи, овој пеп ензим врзува само CO2 и како таков во форма на 3 јаглеродни киселини, односно 4 јаглеродни киселини, само што се 3 киселини, значи малатна, аспартатна или оксалацетатна, го пренесува на некој начин јаглеродот до кранц клетките, така што овој ензим сега рубиско секогаш ќе работи со неговата карбоксидазна активност. Секогаш ќе врши карбоксилација. Никогаш нема да врши оксидација, бидејќи едноставно кислородот никогаш нема да стигне до овие кранц клетки. Така, значи, они прават еден вид бариера, значи во центарот си ги имаат тие нормални клетки, као што си има секој растение со рубиско ензим, ама околу нив се клетки со пеп, кои што го примаат воздухот, кислородот не го абсорбираат само CO2 и само С, значи само јаглерод го пренесуваат до клетките кај што има рубиско. Така што се избегнува оваа неповолност на водници на оксидазна активност на рубиско. Така. Значи оксидазната активност
нема да биде активна, не дека е дезактивиран ензимот, него едноставно кислород нема да стигне до тие клетки. И затоа овие растенија некои сметаат дека се еволутивно поусавршени, бидејќи може да избегнат непосакувана фотореспирација. Бидејќи фотореспирација нема да се случи, бидејќи клетки кај што има рубиско нема достап до кислород. Така што фотореспирација ќе има само кога само тоа. Сега ќе направиме една сумација за метаболизмот кај C4 растенија и да видиме како всушност тоа би изгледало. Значи овдека првично ги имаме мезофилната клетка, односно клетката од палисаното ткиво. И овдека под незе, сега таа не е одма под незе, но ја имаме кранц клетката која го обкружува спроводното снопче, односно клетката на сарата, така. Сега овие се поврзани со плазмодезми, значи имаат премини помеѓу нив. Сега, во горната, обичната клетка од палисаното доаѓа CO2, така, ево, ќе зумираме уште повеќе. Сега, потенка стрелка доаѓа CO2. CO2 се трансформира во H2CO3 со помошта карбонска анхидраза. H2CO3 преминува во HCO3-. Сега, HCO3- се врзува со фосфоенол пируват. Значи фосфоенол пируват. Претходно направив грешка на некој начин, мислам фосфоенол пируват си е соединение со кое се врзува јаглеродот, како што имавме рибулозо 1,5 бифосфат. А ензимот кој ги поврзува сушност е пеп карбоксилаза. Значи не е ензимот пеп, него пеп карбоксилаза, пеп-К ќе ставиме. Ги врзува HCO3 со пеп и при тоа ќе се добие C4 киселина. Значи киселина која има 4 јаглеродни атоми, така, C4 киселина ќе ставиме вака. Значи таа може да биде јаболкова, аспартатна и оксалацетат и така понатаму се делат овие C4 растенија, но поентата имаме C4 киселина, така ќе видиме која е како. И сега таа како таква се пренесува во овие кранц клетки, така се пренесува како C4 киселина составена од 4 јаглеродни атоми, се пренесува и понатаму од страна на пеп декарбоксилаза, или има и други ензими, ама сега ќе ставиме пеп декарбоксилаза. Така нека стои сега тоа. Таа се разградува значи на јаглерод диоксид и на 3 јаглеродно соединение, така, соединение кој има 3 јаглеродни атоми. Сега, овој јаглерод диоксид сушност сега ќе влезе во хлоропластот на оваа клетка, го имаме хлоропластот, односно ќе влезе во Калвиновиот циклус. Ќе влезе во Калвиновиот циклус тој CO2. Додека ова соединение кое е со 3 атоми, кое се доби, ќе се врати назад во оваа клетка и всушност ќе го регенерира пеп. Фосфоенол пируватот. Значи ова е една општа слика како работи процесот, да сега врз разлика на тоа која киселина се добива, односно кои значи спрема која киселина ќе се добие и кои ензими понатаму вршат декарбоксилација. Овдека видовме декарбоксилација, така ја реков од пеп декарбоксилаза, но декарбоксилацијата ќе се врши од различни ензими и врз разлика на тоа кој ензим се наоѓа на оваа позиција, кај што бележам со бело, и која киселина се добива, така се делат овие C4 растенија. И сега главната поделба е следнава. Добро, значи ова се трите типа. Првиот е NADP малатен тип, бидејќи се прави малат и понатаму тој се разградува, се декарбоксилира од NADP малатен ензим. Вториот е NADP аспартатен тип, се прави аспартат, ама понатаму аспартатот ќе се редуцира пак до малат и потоа се разградува, ама сега не со NADP, него со NAD малатен ензим. Упс. И последното е PEPCK аспартатен тип, односно фосфоенол пируват карбоксикиназа, каде што се прави и аспартат и малат, значи не се прави само аспартат, се прави и малат, и тие се разградуваат со фосфоенол пируват карбоксикиназа и со NAD малатен ензим. И сега ќе ги видиме на кратко, значи само шематски ќе ги прикажеме, изнова не мора да навлегувате у детали. Мислам, ја нема да навлегувам многу детали, едноставно шема ќе видиме како се тоа изгледа. И сега ќе идеме како за првиот. Правично имаме една клетка овдека која е од мезофилните клетки од палисаното ткиво и имаме една кранц клетка од сарата, така?
И сега и двете си имаат хлоропласти. Дека си имаме хлоропласти, тука имаме хлоропласт. И сега ќе зумираме. И вака ќе идеме едно по едно. Вземам само бела боја, четка и потенко. Сега само на почеток ќе го поистоветувам дека ова да не го повторуваме постојано. CO2 доаѓа, CO2 преминува во H2CO3, H2CO3 преминува во HCO3 минус. Сега, HCO3 минус се врзува со ПЕП под дејство на ПЕП карбоксилаза. Така. И при тоа се добива оксалоацетат. Се добива оксалоацетат. Сега тој со помош на ензими кои поминуваат низ хлоропластот се трансформира всушност до малат. Сега портокалова боја. Значи до малат. Сега, како малат преку плазмодезми се пренесува во кранц клетката како малат. Сега, малатот всушност патува до хлоропластот на кранц клетката и таму се трансформира со помош на НАДП малатниот ензим, односно малатна декарбоксилаза. Значи при низа процеси се добива НАДПХ и на крај вака се добива, ќе ставиме пируват, па и Р, така ќе обележиме пируват, и се ослободува CO2. Каде што овој CO2 нормално ќе влезе во Калвиновиот циклус. Така овој CO2 ќе влезе во Калвиновиот циклус. Додека овој пируват сега ќе се врати назад во хлоропластот на клетката од мезофилното ткиво и од пируват ќе се трансформира до ПЕП, каде што тој ПЕП повторно ќе се искористи. Значи ова е кај првиот тип на C4 растенија. Кај вториот тип, вака сега да оддалечиме малце и да направиме повторно клетки, значи имаме една клетка од мезофилот, една кранц клетка од сарата и тие се поврзани со плазмодезми. Нормално дека имаме хлоропласт. Ајде ќе го направиме поголем, бидејќи најголем дел се случува во него. И овдека исто имаме хлоропласт. И сега да зумираме. Значи сега идеме кај вториот тип, сега спориме. Повторно CO2 се тоа влегува, да не се објаснувам. И сега HCO3 минус плюс ПЕП фосфоенол пируват со помош на ензимот фосфоенол пируват карбоксилаза преминува во оксалоацетат. До сега е исто. Така. Сега, овој оксалоацетат не преминува во хлоропластот, него со нивните други процеси, други ензими, така мрнеме тука, преминува всушност во аспартат. Значи аспартат. Сега, како аспартат се транспортира до хлоропластот на кранц клетката. Така се транспортира до хлоропластот на кранц клетката, каде што од аспартат аспартат ќе се трансформира до оксалоацетат со помош на аминотрансфераза. Значи оксалоацетат ќе влежиме со ОА. Потоа оксалоацетатот со помош на НАД, малатна дехидрогеназа, се трансформира во малат. Значи, вака сега ќе направиме, сега дека сме добиле малат. И потоа малатот, како во претходниот случај, под дејство на НАД, малатна дехидрогеназа, карбоксилаза, се трансформира до пируват и до CO2.
Овој CO2 рековме дека сега ќе учествува во Калвиновиот циклус. Ќе учествува во Калвиновиот циклус. CC. Додека овој пируват ќе се врати назад. Така ќе се врати назад во хлоропластот овдека. И од пируват ќе се трансформира во пеп. И тој пеп повторно ќе се искористи. И сега идеме кај последниот тип. Земам само боите, ги направам клетките. Имаме значи една клетка, сега ќе направиме малку поголеми. Оваа значи е клетка на мезофилот. Ова е хлоропластот внатре. И оваа доле е кранс клетката, која и таа има свој хлоропласт. Сега тука зумираме првен кај клетките од мезофилот. И повторно започнуваме, значи CO2, односно, тој стелото тоа ќе скокнеме, имаме HCO3 минус плюс пеп со дејство на фосфоен пируват карбоксилаза се добиваше оксалацетат. Оксалоацетат. Сега, оксалоацетатот всушност во хлоропластот дава малат, додека во цитоплазмата, односно цитосолот, дава аспартат. Сега така и се пренесуваат. Аспартатот се пренесува во цитоплазмата кај кранс клетката, малатот се пренесува до хлоропластот во кранс клетката. Така сега тука имаме малат, овдека имаме аспартат. И сега аспартатот овдека, не знам со која боја, со жолта боја, аспартатот пред ќе го разгледаме, тој со помош на аминотрансфераза, со деаминација и со учество на алфа-кетоглутарат, дава оксалацетат, оксалацетатен глутамат, но не е битен глутаматот. Сега, оксалацетатот под дејство на таа пеп карбоксикиназа, значи, сега вака ќе направиме, под дејство на пеп карбоксикиназа ни дава всушност пеп, CO2 и АТП. Значи ова ќе ни даде пеп, ќе ни даде CO2 и ќе ни даде и АТП. Сега со пеп знаеме што ќе се случи со CO2. Ќе го забележиме и тоа, но претходно да видиме што ќе се случи со малатот. Значи малатот всушност ќе премине, со која боја, нека биде со зелена, ќе премине во пируват и во CO2. Нека биде CO2. Ќе се направат исто овие редукциски коензими, ќе се направи и малце АТП, но тоа сега не е овдека битно, бидејќи тоа е под дејство на други ензими. Значи, иначе само да кажем дека овдека ќе се направи АТП. Сега, овој пируват ќе се трансформира во аланин, аминокиселината, и како аланин ќе се врати назад во хлоропластот на оваа клетка и од аланин, значи од аланин ќе се врати пак у пируват и од пируват ќе се направи во пеп. И пеп знаеме дека повторно ќе се искористи. А исто и овој пеп, дека доле, ќе обрежам со црвена боја, исто овој пеп ќе се врати назад и тој ќе се искористи. А CO2 и од малатот, така, и од аспартатот ќе се искористат во Калвиновиот циклус. Сега, не се добиваат и малат и аспартат истовремено од една молекула на оксалоацетат, него во даден момент се добива малат, во даден момент се добива аспартат. Добро, тоа е тоа. Сега само овдека направив една, не е баш грешка, но
заборев всушност да спомнам, пируватот овдека исто се трансформира во аланин, ова беше кај вториот тип, и од аланин преминува исто од пируват и ПЕП внатре во хлоропластот. Ама важното е дека како аланин се враќа назад, па после во хлоропластот пак се прави пируват и се тоа. И тоа беа трите типа на... Ако да поместиме, не може. Вака гледам, мислам дека се гледа голем дел од работија. Тоа беа трите типа на C4 растенија. И нормално треба уште многу да се истражува, ние овдека скокаме многу реакции, тоа има многу ензимски реакции кои се катализирани од други коензими и така натаму и така натаму. Но ова е главната слика и ова е тоа што треба да го знаете. Сега само ќе спомнеме кратко како е всушност регулиран процесот на C4 циклусот. Едноставно, за да се регулира еден процес кој е зависен од ензими, треба да ги контролираш ензимите кои се потребни за секој од овие патишта дека што ги цртам. Сега голем дел од ензимите, ќе бежа како со зелена боја, дека ова е некој си ензим, треба да бидат активни за да биде активен процесот. Ако можеш да не биде активен ензимот, нема да биде активен процес. Сега најголем дел од нив не зависат директно од светлина. Значи не зависат, директно од светлина. Е тоа како со светлина се регулирани. Едноставно има други ензими, значи има други ензими, ќе направиме со сина боја. Има други ензими кои се зависни од светлина или пак некои други субстанции, не мора другите да се ензими, примерно некоја сина субстанца која е зависна од светлина и кога таа е активирана од светлина, таа го активира ензимот кој ни е потребен за C4 циклусот. Така. И сега и овој станува активен. Иако овој директно не е регулиран од светлина, индиректно е регулиран од светлина. Например, во случајот со малатната дехидрогеназа, таа е регулирана од тиреодоксин М. Така да речеме дека оваа сина субстанца е тиреодоксин М. Сега, тиреодоксинот може да биде редуциран, феродоксин, односно тоа е тиреодоксин, додека на темно не е редуциран и поради тоа не го активира ензимот и поради тоа овој ензим не е активен и не се одвива C4 циклусот. Значи постои индиректна активација. Сега слично и со ПЕП карбоксилазата. Сега таа е активна, ПЕП карбоксилаза. ПЕП карбоксилаза е активна само кога е фосфорилирана. Значи само ако се стави фосфор на нејза, така? Сега таа за да биде фосфорилирана, треба тоа да се изврши од страна на друг ензим, например серин-треонин киназна фосфатаза, така што регулацијата не е толку едноставно да се опише, но нема да влегуваме директно на нејза, но ако го имате на општа слика дека овој процес е регулиран, значи тој не си работи постојано, него треба светлина, треба да знае кога бе активен, кога не и така натаму. И еден како завршеток за овие C4 растенија да спомнеме дека ензимите кои се потребни за ова да се одвива всушност се активираат најголем дел при светлина. Сега нема да влегувам многу во процесот како тоа работи со феродоксин, со тирозин и така натаму, но потребна е светлина за да се активираат голем дел од овие ензими, за да може да се одвива процесот кај C4 растенија. Сега спомнав за продуктивноста, зошто воопшто постојат C4 растенија, едноставно за да се избегне фотореспирацијата. И тоа е едниот начин на кој се зголемува продуктивноста кај C4 растенија, бидејќи кај C3 растенијата, тука ќе зумираме, кај C3 растенијата при фотореспирација се губеше CO2. И на тој начин всушност пресметаме дека се губи 25% од асимилираниот CO2 се губи преку фотореспирација. Дека нели при редукцијски циклус се добиваше CO2, но при фотореспирација се губи CO2. И се смета дека 25% од тој што се добил се изгубил преку фотореспирација. Сега, кај C4 растенијата нема фотореспирација и поради тоа не се губи овој CO2. Затоа има зголема малце продуктивност. Но друга работа што е подобра, што важна, не мора да е подобра, што да речеме како што го имаме мезофилот, имаме овдека, например, стоми, ќе бидеше со потокала боја, нема тука празнина, нема да влегувам во анатомијата, но поентата е, они примаат
воздух, така, примат воздуха што има секакви гасови, има CO2, кислород и сето. Но кога се отвараат стомите, всушност се губи вода. Така, значи кога се отвара, сега ги немам овие предавања на каналов, но запамтете дека кога ги отвараат всушност се губи вода. Така H2O излегува. Сега, бидејќи овие растенија живеат во предели каде што нема многу вода, они имаат навика наводници, не сакаат толку да ги отвараат стомите. Така, за да не губат многу вода. Зашто за да внесеш јаглерод диоксид, треба да ги отвориш, а ако ги отвориш, ќе изгубиш вода. И они пробуваат што помалку ги отвараат. Така, сега, поради тоа што малци ги отвараат, тоа значи дека имаат малку CO2. Значи немаат многу. Имаат мала количина CO2. Но тоа е окей. Зошто? Бидејќи овие клетки кои што го обкружуваат местото, така мезофилните клетки кои се наоѓаат околу криптата каде што се доаѓа воздухот, се мезофилни клетки. И овие го имаат ПЕП ензимот. Така, овие го имаат ПЕП ензимот. Сега, ПЕП ензимот бидејќи се врзува само за CO2, не се врзува за кислород, тоа значи дека има голем афинитет кон CO2. И поради тоа и при мало количество на CO2 го врзуваат. А рубиско, ако нема доволно количество на CO2, нема да го врзе, бидејќи нема до толку голем афинитет кон CO2. А поради тоа што ПЕП ензимот има поголем афинитет кон CO2, а има помалку CO2 кај овие растенија, бидејќи живеат во суша, и поради тоа уште една подобра придобивка. Тоа значи дека не мора толку често да ги отвараат стомите, бидејќи и со малку CO2, значи малку CO2 да влезе, повторно ќе заврши работа, и поради тоа не мора да ги отвараат стомите и не мора да губат вода, што е многу важно, не кеш да губиш вода кога си на сушна средина. Така. Тоа е друга придобивка која имаат овие C4 растенија. Тоа беше се за видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе збориме за кам растенија.